Станува ли началникот во АНБ Јовче Ременски безбедносно ризичен по отворањето на истрагата за неговата сопруга Фросина Ременски за кривично дело помагање во измама? Експертите кои ги консултираше Алфа велат дека треба да се направат дополнителни проверки за сертификатот на безбедност, бидејќи тој според работата која ја врши повеќе од сигурно е дека има сертификат со највисок безбедносен степен. Законот за класифицирани информации предвидува дека доколку лицето кое е осомничено или обвинето за некакво дело, веднаш му се преоценува потребата негова за поседување на безбедносен сертификат и се прекинува важноста на тој сертификат. Во овој случај господин Ременски не е осомничен или обвинет, но бидејќи тој поседува веројатно највисок степен на безбедносен сертификат, а тоа е државна тајна, во оперативните проверки се проверуваат и членовите на потесното семејство. Јас ценам дека во овој момент можеби е подобро да се направи една нова оперативна безбедносна проверка со актуелните случувања и на која што ќе покаже дали тој бил вклучен или не бил вклучен во действијата која што ги превземала неговата сопруга. НАЦЕВ предупредува, доколку дојде до проверки, треба да се внимава кој ќе ги врши. Господинот Ременски е вработен во сегашната Агенција за национална безбедност во поранешната УБК, на место на кое што има директно влијание врз лицата, врз оперативците кои што ја вршат таа оперативна безбедносна проверка. Туку настанува еден проблем дали тој ќе го искористи своето влијание врз тие лица за да речеме да ја направат безбедносната проверка во негова полза. Јавноста Јовче Ременски го памети по скандалозните најави за апсења објавени на Facebook. Тогаш Ременски пишуваше: "Има варијабили, константи и хипотези. Од понеделник ќе биде интересно." Се закани и со Џандар збира, што во полициски сленг значи дека ќе има апсења. Од внатрешната контрола на МВР ниту тогаш не се позанимаваа со шефот на македонскиот антитерористички тим Јовче Ременски.